Профилот архитектонски техничар е во рамките на градежно-геодетската струка при самото средно градежно училиште и е најпопуларна струка која што постои моментално во рамки на сите одсеци кои што се наоѓаат во рамки на нашето училиште. Самата струка архитектонски техничар овозможува широка палета на работи кои што ги очекуваат учениците по завршување на средното образование. Додека се овде учениците, ние ги обучуваме за повеќе видови на вештини и компетенции кои што во текот на понатамошниот живот дали ќе се решат да проложат со факултет или сакаат да проложат со работа, активна работа, им се овозможува да работат неколку различни професии. Од нив најкарактеристично би споменал нормално и нивното звање е архитектонски техничар, каде што можат да работат во разноразни проектантски бироа, како кај нас во државата, така и надвор во светот, затоа што тие се обучени на едно базично ниво да знаат да ги читаат проектите, да можат да ги разработуваат самите проекти и активно да учествуваат во процесот на градба на разноразни објекти од областа на архитектурата. Самите ученици во рамки на самата практична настава или учењето преку работа кај работодавач, секоја недела ги посетуваат тие компании кои што им овозможуваат знаење и им поставуваат одредени вештини кои што ги прават на едно повисоко стручно ниво, а со тоа и самите ученици добиваат поголема компетенција за понатамошниот нивен развој. Нашите ученици во последните години се повеќе и повеќе се запишуваат на архитектонските факултети кои што се во нашата држава, дали е тој самиот државен факултет, дали се приватните, и се повеќе е поголем бројот, поради тоа што интересот за самата струка расте се повеќе и повеќе. Јас секогаш сум била љубеник на уметноста и архитектурата како една уметност. И кога беше време да се запишуваме во средните училишта, јас истражив и дознав дека ово училиште всушност ни нуди голема можност за учење и за знаење од ова област. Ние како дел од ово училиште, посебно во третата и четвртата година поседуваме, тоест имаме предмет работа кај работодавач, каде што ние имаме можност да учествуваме во и да видиме како се работи во голем број од компаниите. Од секогаш сум сакала да знам повеќе за архитектурата и од секогаш ми било интересно самото градење на објектите и самото осмислување на истите. Пред се запознаваме со како всушност работите кои што ги учиме во училишните клупи ни се наоѓаат во реалниот живот, колку всушност тие ги применуваме и како е правилниот начин да се применат истите. Сакам повеќе да дознам за архитектурата и сакам да го завршам факултетот. Исто така, понатака би сакала многу да соработам со останатите компании кои што нудат стварно одлични можности во нашата држава. Техничар дизајнер за внатрешна архитектура е конкретниот назив на овој профил, кој што е организиран како 4-годишно школување. Тука се изучуваат стручни предмети, најмногу сме посветени на материјалите и на конструктивните елементи, на деталите кои што се однесуваат во уредување на интериери. Многу сме посветени на дизајнирање и на конструирање на мебел. Учењето преку работа ни е на вистина. Исто така една од таргетите на нашето школување, затоа што неопходно е без вистинска пракса да се постигнат вистински резултати што се однесуваат до школувањето. Јас сум задоволна од генерациите како поминуваат во овој профил и можам да кажам дека секоја генерација се подобра и подобра. Нашите матуранти од техничари, дизајнери за внатрешна архитектура
на вистина има достигнувања на кои што би биле горти и па би рекла и факултетските професори, не само ние што сме во средното училиште Здравко Цветковски. Дека е неопходно учењето преку работа на сите ни е јасно, затоа што факт е дека можеби ние во нашата земја сме навикнати на тоа средношколците после средно веднаш да започнат факултет. Но факт е дека се помалку луѓе останаа што работат. И на овој начин, преку овој предмет, со учењето преку работа, ние би требало да им помогнеме да учениците во компанијата го видат начинот на работа, се запознаат со апаратите, со алатките, со машините за работа, да се запознаат со организацијата на работа. Те имаат дополнителни часови програмирани од училиштето што се однесуваат на бизнис плановите, да можат комплетно после завршувањето на средното образование да можат да отворат своја компанија, да можат самостојно да работат. Мојата желба потекнува од татко ми, кој има завршен архитектонски техничар, и одлучив да се запишам на внатрешен дизајн. Практичната настава на нас ни помага за да кога ќе продолжиме во животот, да научиме како се работи. Мојата желба за продолжување понатаму е да продолжам на архитектонскиот факултет во Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи, како инженер архитект, до звање внатрешен дизајн.